Јавноста конечно разбра зошто владата процени дека ќе пропаднел суперкупот и како го спаси. Владата на големи звона пред 10 дена објави дека ќе пропадне суперкупот бидејќи претходната влада не го подготвила добро, дека не инвестирала доволно и дека таа е соочена со голем предизвик од пропаѓање на суперкупот. Попусто ПУИК одговараше дека над 6 милиони евра се инвестирани и дека се е навреме завршено, освен некои помали ситни работи кои се во тек. Сликата која владата ја представи беше не баре потребни се уште 15 милиони евра за изградба на нова трибина. Па во медиумите кои се под континуирана закана и притисок од владата следеа надписи и прилози како сега со вонредни мерки и активности од невозможна ситуација и во последната минута владата ќе прави надчовечки напори за да го спаси одржувањето на суперкупот предизвикано од претходната неодговорна влада. По 10 дена истата влада пак на големи звона објави дека нашла соломонско решение. Прво објави дека крупниот недостаток биле некои клими во износ од 115.000 евра, а вториот дека ПУИК од својот буџет да си ги обезбедел бидејќи ги имал во буџетот. И нормално, нова тура фалење на влада и афирмативни прилози од истите медиуми дека владата нашла спас и во минут до 12 го спасува суперкупот. СДС, додека беше во опозиција, континуирано ја подценуваше интелигенцијата на граѓаните на Република Македонија. Сега продолжува со истото. Во случајот се наводно пропаѓање и мудар спас од владата на одржувањето на фудбалскиот суперкуп. Следната приказна ќе биде со двата автопатишта, чија градба ја запреа за да ја покажат дека има огромен проблем кој тие треба да го решат. А всушност се работи за тековни проблеми при градба на секој автопат кои се решаваат во од. И нормално по некое време из ова ќе излезат и ќе објават дека нашле решение, а преплашените медиуми ќе ги отворат вестице тој ден со радосна вест. Решението кое го понудила владата на СДС и не е решение. Тие донеле одлука, па го преиначиле во заклучок да се заложи ПУИК да обезбеди средства од самата компанија. Доколку тоа беше возможно да се направи, немаше да представува проблем. Што значи дека ова е случај за правење на популизам и политика, а не е реален случај каде постои проблем. И благодарам.